Почитувани, на денешната пресконференција пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе изрази низа на забелешки на односот и последиците од истиот на власта кон образованието. За подсетување, ова е трета година од владењето на СДСМ и во моментов сме помалку од 6 месеци од предвремените парламентарни избори. Почитувани, состојбите во основното образование се загрижувачки. Учениците втор месец немаат учебници. Квалитетот на наставата е толку низок, што за 18 години од денес во Македонија ќе имаме најслаб човечки потенцијал. Ова не е тврдење на ВМРО ДПМН. Ова е тврдење на Светска банка и извештаите што доаѓаат од Светска банка. Наставниците во основно образование се изневерени. Минималната плата достигнува 21.311 денари, а согласно колективниот договор за основно образование и најавеното покачување на минималната плата од 14.500 денари, таа треба да биде 33.234 денари за наставник-приправник, односно 36.293 за наставник. Во делот на платите, СДСМ вети дека во првите 2 години наставниците ќе имаат минимална плата еднаква на просечната плата во Република Македонија, која што денес е 25.127 денари. Покрај финансискиот дел, владата, предводена од СДСМ, не обезбедува професионално усовршување и развој на наставниците, ниту пак се осовременуваат наставните програми. Во делот на инфраструктурните предуслови, треба да се напомене дека со секој ребаланс на буџетот се кратат огромни средства од делот на изградба на нови и реконструкција на основни училишта и спортски сали. Новиот закон за основно образование се уште не е имплементиран. Во средното образование имаме слична состојба, па така, учениците и тука веќе втор месец немаат учебници по соодветни предмети. Недоволно развиен систем на професионална ориентација на учениците. Дополнителен проблем за учениците во средно образование е што учат по неусогласена програма со таа од основното образование, односно Кембридж програмата за предметите по физика, хемија и математика. Ова е сериозен проблем и како ВМРО ДПМН укажувавме и пред 3 години, кога Кембридж програмата беше стопирана во средно образование, укажуваме и сега, а последиците ги сносат учениците, наставниците и родителите. Наставниците, како и во основно образование и во средно образование, немаат, усогласени плати согласно подпишаниот колективен договор. Наставниците немаат услови за нивно усовршување, а наставните програми и тука не се менуваат и осовременуваат. Како и кај основното образование и средното образование е жртва при секој ребаланс на буџетот и од ставките за нови и реконструкција на средни училишта и спортски сали се кратат континуирано средства. За подсетување, владата предводена од СДСМ вети дека ќе го имплементира проектот кој го започна ВМРО ДПМН, потенциран за математичка гимназија. И еве трета година нема ни процент прогрес во имплементацијата на проектот математичка гимназија. СДСМ во предизборниот период најави и надворешна проверка на знаењата на учениците во основно и средно образование и стимулирање на објективност во оценувањето, кое гледаме ден денес воопшто не е реализирано. Во делот на високото образование, состојбата е алармантна од сите можни аспекти. Студентите заостануваат во знаењата и вештините во однос на своите колеги од европските држави, што директно влијае на пронаѓање на работни места, но и развој на економијата. Доказ за неодговорното однесување кон студентите е тоа што 10 дена не беше извршено сместување во студентските домови. Нема студентска картичка, нема студентски бонови. Покрај се тоа, треба да се напомене дека износот и категориите на стипендии воопшто не се променети, а за проектот студентски оброк веќе не се ни зборува. Академскиот кадар останува со ниски примања, а средствата за наука секоја година се помали и помали од буџетот на Република Македонија. Во делот на инфраструктурните предуслови, треба да се напомене дека е запрена изградбата на зградите на Факултетот за физичка култура и Финки. 900 легла останаа неискористени поради задоцнати реконструкции, а од предизборните ветувања за студентски град со базени, модерни читални, нема ништо.
Законот за високо образование со кој се подгрева очекувањата не е имплементиран во целост и се доцни со неговата примена. Почитувани, можеме да констатираме дека СДСМ во својата изборна програма вети мерки и проекти кои не може да ги реализира поради пред се незнаење, неспособност и неспособност да ги води овие институции. Светска банка, но и стопанските комори, како носители на економската активност, бараат од владата најмалку 5% од буџетот да се издвојуваат за образование, наспроти сегашните 3,4%. Средствата од буџетот предвидени за образование треба да бидат насочени кон наставни програми со кои учениците и студентите ќе стекнат знаења и вештини, еднакви и конкурентни на учениците и студентите од развиените европски држави, нови и реновирани училишни згради, нови и реконструирани студентски домови или пак реализација на ветениот проект Студентски град, мотивиран наставен кадар кој ќе предава по современи наставни програми. Почитувани, заклучокот е дека образованието во изминатите 3 години откако СДСМ е на власт е тотално маргинализирано, а сето тоа ќе има сериозни последици по иднината на Македонија. Токму затоа мора на наредните предвремени парламентарни избори да се стави крај на ваквото несоодветно, расипничко, несериозно и неспособно однесување на владата предводена од СДСМ и Зоран Заев. Ви благодарам.